СДСМ изминативе 3 години во континуитет покажува што значи вистинска грижа за сите граѓани подеднакво, а од друга страна ВМРО-ДПМН во континуитет покажува грижа само за Груевски и неговите криминални соработници. Наместо да им помага на најранливите категории граѓани, ВМРО-ДПМН 11 години манипулираше со социјалната помош, ја држеше на минимум и ја злоупотребуваше во партиски цели пред избори. За 3 години СДСМ донесе реформа со која социјалната помош ја зголеми за 300%, воведе детски и образовен додаток. Продолжуваме да се грижиме уште повеќе и уште подобро. Во новиот мандат обезбедуваме повисока социјална помош за 34.000 граѓани и детски додаток за 65.000 деца. Го решивме проблемот со стечајците, кои ВМРО-ДПМН ги игнорираше. 12.000 стечајци добиваат по 8.000 денари месечно, а наскоро добиваат и домашна платежна картица од 9.000 денари. Се обврзавме дека ги враќаме парите кај граѓаните и тоа го продолжуваме и во време на кризата со коронавирусот. 28 милиони евра враќаме назад кај преку 324.000 граѓани преку домашната платежна картица и ваучерот за туризам. Го зголемуваме опфатот на домашната платежна картица. Покрај стечајците, картичка со 9.000 денари ќе добијат и пензионерите со пензија до 15.000 денари, самохраните родители, како и невработените лица кои не се активни баратели на работа. Градиме држава која е праведна и правна за сите. Ги намаливме нотарските и трошоците за извршители, целосно укинавме 11 ставки за трошоци за извршување. Со отпис на камати на долгови на физички лица, избришавме 10 милиони евра долгови на граѓаните. Казните ги намаливме и до 75%, воведовме опомена пред казна и пропорционално казнување. Разликата е јасна и очигледна. СДСМ се грижи и враќа пари назад кај граѓаните. ВМРО-ДПМН се грижи само за обнова на режимот и зема пари од граѓаните. Затоа, на 15 јули, граѓаните ќе гласат за концептот кој обезбедува повеќе пари во нивните буџети, а не за обнова на режимот кој им ги крадеше парите. На 15 јули граѓаните ќе гласаат за фер и правено општество и правна држава. Обнова на криминалот, обнова на режимот нема да има.